Dobro večer, dragi pati, a ne kubov som. Prvo da izvinjujem što se je ovakav sam majica kratke rakovi, но preto tvoje, че не се влага, да не мислите, че го се случват много интересни работи на глобално поле, а реших вече да ги коментирам, по-точно да ги анализирам. Ono što se случи на самитот во Бразил, мислам, на БРИКС, дојде ко голема стваканица и за САД, и за Г7, и за ЕВРО. Зошто? Таму се сретна најмоćните економски сили во моментот, кои не се во рецесија, и основачи ги 30% бруто од економијата го покриват во светот. Тоа е Русија, Кина, Индија, Бразил и Јужна Африка. И самата изјава на Владимир Путин дека БРИКС ја надмина Г7 по бруто производ домашен, кај самиот Доналд Трамп садо назад подаде паника, па и на самиот Запад. Тоа е доста опасна работа за нив. И присадувам сад малку комично со неговата закана, поточно се закани на сите земји кои ќе се работуваат со БРИКС, со земјите на БРИКС, и изголеми царините за 10%. Ако е смешно, али од Кина доаѓа посмешно вика тоа е знак на некоја немоќ, така натаму. Оно што го зборев цело време, ја и Владимир Путин посолство на Руската федерација го следам од самото негово доаѓање, и многу пати ви кажа, ја сум дипломиран аналитичар, но студирајќи во Белград, ја од 80-та навака почнам да истражувам или проучувам астрологија и парапсихологија кои ми многу помогнаа во моите анализи. Но никош не сум рекол дека сум астролог или парапсихолог, без разлика што имам правилно. Јас радам проекти така натаму и држано предавање за астрологија. Јас сум сепак аналитичар, но оно ми помага. И ово сакам да кажам, што многу пати ви кажам. Го следам Путин и уште на првиот мој поглед кон неговата направна карта, рекол јасно и гласно, дека Путин со светот ќе владее економски. Но не значи дека воено ќе биде невојче, далеко тоа. Он беше и недобар рководител на КГБ и намерно криен за да не биде корумпиран. Значи, он што прави прво? Доаѓа на власт за да биде појасно оно што се случува денес. Прво враќа долго компаризен клуб во ММФ, ја формира Евразиската зона, Шангајската лига и БРИКС. Тоа му е сега кој една филм торта кој ќе ставите. Значи, економијата, западната економија, полека влегува во голема рецесија. И САД, и Велика Британија, да не зборам, Германија веќе 3 години во рецесија, во е 4-та. Ова значи голем економски удар за нив. И ја не знам колку паматно повеќе и да се размисла за Европската унија, бидејќи на распаѓање на Европската унија прават и САД со царините што Трамп ги наметнува и брањето за 5% од БДП-то да се одвојува за војни потреби, тоа не може ни една земја, делумно само Германија, да задржува својата војна индустрија. Сето тоа е магла, бидејќи и швајцарскиот полковник во пензија, само како му беше името, Бот мислам дека се викаше, Жак Бот, некој полковник, кажува дека повеќе Европа буквално не и треба на Русија, што значи своите енергенци Русија ги насочи кон Азија,
посочва към Кина. Значи, все това Путин го работи темно. Како го работи темно? Знаете да шучи случаи со газовите Северен ток 1 и Северен ток 2, со Кина прави договор, се изгради газовод силата на Сибир 1, сега се гради и Сибир 2, и газовод преко Монголия. Значи, Европа може да остане без енергенси, добро се знае една работа, дека сите европски, да кажем, рафинери, па и нашата, не е направена за арабската нафта, туку за руската нафта. То значи ова е еден голем економски колап за Запад. Зашто? Запад имаше добар стандард благодарение на ефтините руски енергеси. Сега ги нема. Оно што се случи во Иран беше голем пораз на Израел. Беа уништени многу обекти војни и ако не прискочеше Трамп и не се договореше, това не беше то договор, комедија, ви кажам во случај, Израел ќе беше готов. Без разлика се што действува врз Газа, това не е многу паметно, може само повеќе да ги размени другите. А Русија ги све сите санкции и напротив, они добро ни дојдоа. Кога почна проекта санкции, Путин што направи, го викна министерот за земјоделие и му нареди да го развие земјоделие. Они имаат газ ниве, значи енергент без пари, што се вика, и направија патенси. Така да Русија имаат во секој време домати потребители што сакате. И еве еден пример за Македонија да кажам. За време на владата на Заев направи таква глупост и воведе санкции на Русија. И што направи со тоа? Русите пред тоа го откупуваат скоро целото јаболко од Дресе. Следната година што направи? Купија садници. Многу непромислено направено. Инаку ја не знам во опција и владата и државата што бараме више во Европската унија. Зашто не е презатварање? Гледате што се случува. Треба се на фон дер Лајен да се изгласа доверба. Само е карам каша, како да ви кажам. Сега да бараш да влезеш во Европска унија, треба да ставиш прв начало. Зашто? Тој како да влезеш во кафејана на Фајрон. А во кафејана на Фајрон што ќе најдеш? Недопиени пијачки, изглодани кости и трошки помака. Ништо друго не може да најде. Еве и сега да добиеме дата за почеток и да почнем преговорите, најмо ќе треба и 5 и 10 години се веќе сменете целата глобална слика. Сега не треба да се жртвува ништо што е државно иницијатива или било што, ти нема зашто. Досега се направи огромно грешка за тоа. Прво, САД не е оно што беше, зашто не е? Она го изгуби монопол, свесни и самите американци гледат и самите кажуват дека не е издржливо дека се создава место монопол едно поларен систем, но повеќе поларен, мултиполарен, сакате кажете систем. И сега е борбата за поделба. Там се обидува да влезе во игра, поточно во таа поделба на светот, да не остане таа поделба само на БРИКС. И БРИКС е некаде 5%, да кажем, од светската економија, додека Запад заедно со САД се некаде околу 15%. Само да изјава на Путин, само неколку членки на БРИКС има и надминато групата Г7, што ги сметаат за најбогати во бруто национален производ. А тоа е огромна шлаканица и огромна паника кој го фати Запад. Оно што се случува во Украина, BlackRock бега више од Украина, се повлекува сите инвеститори. Зошто?
От тази земя, що беше ветена, особено от редките метали, се наоѓа во домот, тој донеси го нас, а тој ќе влезено во уставот на Руската Федерација, како и Запорожје и Херсонската област. Сега се оди на Харков, Николаев, Одеса. И што прави Путин сега? И почнува унищила енергенсите во Украина, што имат нафта, резерви и така натаму. И тоа што ни доаѓа чак и од Романија и од Постел се уништува со ракети. Прести огромни глобални промени. Јас се плашам да не се предвика и голема ескалација. Значи некако ќе се дави, ќе се фати за се. Не дојде до големи војни конфликти, па не да бъде нуклеарни. Инако Америка треба да внимава, зошто треба да внимава. Она самата ледина нуклеарка, тоа е вулкан што е во Јелостон паркот, кој секој година оживува и не се знае кога, но Марамали само многу речи ако кажа се, ако дојде до конфликт, прво што ќе огаѓаме Јелостон парк. Ако ќе одемете Јелостон паркот или вулкан, во Јелостон паркот, се збогови има преспектано, при експлозија он ќе подигне лава од 20 метри во радиус од 1000 км. Значи скоро цел сад ќе биде покрит. Од друга страна, ви кажам, го следам Путин одамна и кој ќе ја погледам неговата натална карта, каде во моментот Сонце во 9 поле, значи, а тоа е поле на странство. Значи не е случайно што се случува во Брикс, а наскоро и Јупитер кој праше финансиски проблеми, а тоа знаеме и со здоровите руски девизи, излегува од 8 и тргнува во 9 поле, а Јупитер му владе со втора куќа, значи оди во една економска офанзива кон Запад, поточно кон САД, Г7 и Европската унија, кој може да ги донесе до рак. Дали прати толку во ова анализа, за вечерва или вечерска, кој ќе го план, оние што има жело да населат, може да кажат на YouTube, написат на копчето тут кај ќе ви следиме, како и на TikTok и Instagram. Првата е ваша желба. И уште еднаш кога би се извинел, вака што се сумета на кратки ракови, но пред тоа било што добро. Да сакам добра ноќ, убав сон, со сладото и певање Петко Пата. Извинете.